Доколку државата итно не ја преземе ситуацијата во своји раце и без нејзина помош леп за граѓаните ке нема, предупредуваат од групацијата на мелничко-пекарската индустрија. Од овие причини тие бараат итна интервенција од владата за ублажување на состојбата. Мора владата да интервенира со некакви субвенции во електричната енергија и енергенсите, како што сите држави во окружување интервенираат и сега дојде на ред да они имаат поевтини цени на леб него ние што имаме. Мелничарите имаат и уште еден предлог за кој засега велат немаат согласност од владата. Земјоделците да добијат плюс 2 денара по килограм за предадено и платено производство на пченица во лиценциран откупувач-преработувач за жетвата 2022 година. Целта на ваквата мерка е поттик за земјоделците да посеат повеќе лебно жито во октомври и ноември со поквалитетен семенски материјал и подобри ѓубрива, за следната жетва да биде со подобар и поквалитетен принос. Во меѓувреме цената на лебот и понатаму расне. Да, цената на пшеницата откупна се прелеа како што беше цената пред жетвата. Значи таа остана на исто ниво, фактички цената, максималната цена пред жетвата се прелеа како откупна цена во жетвата во Канат во Македонија. Така да ефектот на последното зголемување не е од ефектот на цената на пшеницата, него е од ефектот на зголемување на електричната енергија и цената на газ. Од Министерството за земјоделство пак велат дека до овој момент нема никакви најави за дополнително субвенционирање од плюс 2 денара за предадена и платена пченица во домашните капацитети. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство презеде мерки за подршка на производството на пченица преку интервентниот фонд за набавка на вештачки ѓубрива за површини засејани со пченица и пченка. Воведовме и дополнителна субвенција од 5760 денари по хектар, а просечната откупна цена на пченицата изнесува 17,60 денари по килограм, што е многу повисоко во однос на претходните години. Велат од земјоделие.